Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН организираше пресконференција на која јавно го повика министерот за здравство Венко Филипче да одговори на неколку прашања околу најавените измени во работењето на општата болница со проширена дејност во Кочани. Господине министр, прво најавивте затворање на Кочанската болница поради 1% искористеност и близината на двата центри Кочани и Штип. Второ, најавивте физибилити студија која треба да заврши до крајот на јуни. Најавивте регионален центар за ампутација, најавивте приватизација. Што од сето ова е точно? Дали ќе има затворање на Кочанската болница или само одредени оделенија? Второ, дали ќе има возможите на граѓаните на град Кочани увид во физибилити студијата пред да се почне со реализација? За километри. Граѓанските потреби се пред се. И Делчево Штип не се 15 км за 15 минути. Да ги објасните километрите. Да се каже јавно начинот, смислата и потребата од приватизација на Кочанската болница. Марков рече дека со регионализацијата на здравството пациентите ќе имаат дополнителна обврска и трошоци за патување до соседниот Штип. Минутите ви се саат време губење, а болниот ви е без задолжителна протоколарна терапија. Знаете веќе, лекар сте. Ако нас, опозицијата, упорно не игнорирате, еве ви го народот, граѓаните на град Кочани, а тие нека кажат после дека не сме ние кажали. Да им ги објасните вие почитувам начинот и формата на самата приватизација. И еднаш, за секогаш, да се види кој е фейк ньюз во Кочани. Мачкање очи или смислена концепција за нова бизнис бомбона. На крајот од пресконференцијата беше речено дека граѓаните на Кочани одвојувале средства со самопридонес за изградба на болницата и затоа имаат право да ги знаат начинот и смислата на најавената приватизација.